Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум наставничка Татјана Шекеринова и работам во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци во Скопје. Денеска ќе имаме час по македонски јазик, каде што ќе разговараме за детскиот печат. Цели на часот е да повториме за поимот медиум, печатен медиум и списание, да се подсетиме на поимот детски печат, списанија за деца и детски списанија, да научиме што е тираж на едно списание, а со тоа да се стекнеме со навика за читање пишана литература. Медиум, тоа е посредник или врска помеѓу некоја информација и гледачот, читателот или слушателот. Имаме различни видови на медиум, како што се радиото, театарот, телевизијата, печатот, библиотеката, интернетот. Печатот е медиум преку кој читателите доаѓаат до голем број информации од различни содржини. Списание е печатен медиум, а списание за деца е печатен медиум специјално за деца. Детски печат е медиум, значи преку кој децата доаѓаат до голем број информации од различни содржини. Разликуваме печат кој што излегува во различно време, и тоа дневни, неделни, двонеделни и месечни. За списанието кое што денес ќе разговараме, знаеме дека е двонеделно. Што е тираж? Тоа е број на испечатени списанија. Списанието за деца, да направиме разликата, е она списание кое што е предводено од одговорен уредник и со него работат голем, високо професионален тим на писатели, илустратори, едукатори за деца. Додека детско списание е списанието кое што го подготвуваат самите деца, од деца за деца. Рубрики кои што се застапени во списанието за деца се следните. Имаме занимливости, корисни информации, таму може да се прочитаат. Имаме различни игри, текстови, гатанки, детски творби, крстозбори и места каде што ни покажуваат како нешто може да изработиме сами. Во текот на учебната година што измина, децата од училишната возраст може да ги читаат списанијата Другарче за второ и трето оделение и Росица за прво оделение. Тука ќе го искористам моментот да се заблагодарам до уредникот на детското списание Другарче, затоа што многу ни помогна за овој час. Денес ќе разговараме малку повеќе за училишното списание Другарче, списанието за деца од второ и трето оделение. Ова списание е напишано на стандарден македонски јазик и со неговата секојдневна употреба вие си го збогатувате вашиот речник со нови зборови, а исто така и стекнувате навика за читање детски печат. Страниците на ова списание се исполнети со многу интересни содржини, песни, раскази, научни факти, игри, корисни линкови, галерија каде што може да ги спраќате вашите ликовни творби и така натаму. И сето тоа е сместено во посебни рубрики, како што претходно ви кажав, рубрики кои што се адаптирани за ваша возраст и сите со прекрасни и убави илустрации. Другарче е списание кое што ја има улогата на печатен медиум, затоа што има директна комуникација со вас, читателите. И тоа со одбрани содржини, прилагодени, како што кажав, за ваша возраст. Во списанието за деца Другарче, авторите за деца преку интересни, многу убаво напишани приказни, песни, гатанки, на убав начин, на лесен начин ви овозможуваат да усвоите нови знаења. А сето тоа е пропратено со прекрасни илустрации кои што ги доближуваат текстовите до вас. Списанието е дополнителен извор на знаења, односно ги проширува и продлабочува знаењата по сите предмети, затоа што ја следи наставната програма.
го негува мајчиниот јазик е неговата најважна задача и литературата за деца и исто така го буди интересот за читање на печатена литература. Во рубриката за часот по природни науки, преку интересни работи може да истражувате и со тоа да ги развивате вашите научно-истражувачки вештини. Другарче го развива препознавањето на убавото, а тоа е уметноста, музичката и ликовната. Другарче се грижи и за вашето здравје. Секој има право да се храни здраво. Пирамида на правилна исхрана, каде што ни се покажани што и како треба да внесуваме во текот на денот, и пирамидата на активности. Најважна е физичката активност. Колку што е можно помалку физичка неактивност. Во склоп на ова списание, во изминатите години, составен дел беше и работниот дел Забавно другарче, каде што се стекнувате со знаење и вештини во склоп на барањата на наставната програма. Еве еден мал пример, каде што има задачи кои го развиваат вашето логичко мислење, или во рубриката Направи сам се развива вашата креативност со изработување и следење на упатствата, ќе направите различни и интересни работи. Во текот на изминатата година во прилог имаше мини сликовница во соработка со фондацијата Чекор по Чекор, која што ви ја даде вашата прва мини библиотека. Овие мини книгички може да си ги чувате во вашата библиотека и да си читате и со тоа ќе вежбате читање. Можете ова прекрасно списание да го следите и на Facebook. Само едноставно со кирилични букви ќе напишете Другарче училишно списание и ќе може да ги прочитате и видите многу интересни содржини и на таа страна. Продолжете да другарувате со ова списание и со другите списанија на просветно дело, затоа што и во наредниот период ќе има додатоци и работни материјали со многу интересни пристапи. Секоја година нешто ново, свежо и интересно ќе ни биде секако понудено. Ви благодарам на вниманието. Довидување.